И покрај енормното поскапување на нафтените деривати, властите кај нас упорно смируваат дека состојбата е стабилна и дека во Македонија се вози по наевтина цена во однос на земјите од регионот. И доколку ги гледаме само бројките, тоа е навистина така, но суштински работите стојат поинаку. Доколку се земат во предвид просечните плати во земјите во регионот и нашата, по една едноставна математичка пресметка ќе ја добиеме сликата колку македонците навистина возат наевтино. Имено, со македонската просечна плата која во моментов изнесува 29.943 денари или 488 евра, според податоците од Државниот завод за статистика, можете да купите 327 литри 95 октански бензин. Со други зборови, со оваа плата далеко од тоа дека возиме наевтино. Во соседна Србија, доколку заработувате просечна плата, ќе може да купите 436 литри, нешто повеќе во Црна Гора, односно 483 литри. Во Бугарија, со просечна плата од 660 евра, ќе може да купите 594 литри 95 октански бензин, а во Хрватска би купиле 581 литро. Грците сепак можат да купат најмногу литри на гориво, доколку заработуваат просечна плата, односно 1437 литри. Просечната плата во државава не стигнува ни за основните трошоци, покажуваат последните податоци од синдикалците. За едно 4-члено семејство да се снабди со основните трошоци, потребни му се 36.146 денари, што значи дека ако имаат приходи на ниво на просечна плата, ќе им недостигаат нешто над 100 евра за да можат да преживеат.